Кампањата се уште официјално не е започната, но ние наголемо известуваме за кандидатите за престојните локални избори, оние кои што нели на разни нивоа ќе бидат кандидирани и ќе се наоѓаат на нивчињата на престојните локални избори. Затоа тука со нас сега е кандидатот на Левица Амар Мециновиќ, кој ќе се бори за позицијата градоначалник на град Скопје. Добар ден. Добар ден и ви благодарам за поканата. Се надевам дека ќе разговараме за битни работи. Па да, само за битни работи. Само за битни работи. Разговараме, да, и за малку по-небитни, нели? Секако. Но да почнеме со битно. Зошто градоначалник на град Скопје? Зошто таа функција го привлекува Амар Мециновиќ? Затоа што ние политиката ја разбираме на друг начин. Ние политиката ја разбираме како насушна борба против истата елита која ни ги крои животите и верувајте, на локални или на парламентарни избори ние свативме дека мораме секогаш да се бориме најсилно што можеме и во суштина на бранот на тоа што успеавме да го направиме во парламентот во изминатата година, каде што успеавме на вистина малку да ја промениме атмосферата во македонското општество со силна парламентарна активност. Сега за локалните избори сметаме дека треба да настапиме со така да се изразам првата постава, затоа што на граѓаните на Република Македонија генерално па и Скопје во однос на оваа кандидатура им е потребна промена сега. Во било каква форма потребно е да прекине истата песна, истиот магепсан круг во кој тие се наоѓаат, во кој им ги одзима годините и приликите. Ако не се лажам, вашиот став беше дека луѓе кои се кандидирале и били избрани во едно ниво од власта, како кажеме вие сте пратеник во собранието на Македонија, не треба тие сега да се кандидираат за локалната власт, нели? Бидејќи доаѓа до не е фер така нешто. Не се вие тоа го рушите тоа. Не е баш така, затоа што јас ќе ги охрабрам граѓаните, затоа што верувам дека ќе се повторува оваа теза во овие избори во однос на мојата кандидатура. Ги охрабрувам граѓаните да дојдат интегрално до таа изјава на Димитар Апасиев. Во суштина тоа е на основа на аргументи за политички прилики и тие веќе преседани се поставени од страна на нашите политички противници, така да, како што нагласив и во еден друг медиум пред некој ден, сите политички преседани кои тие ќе ги постават, ние ги прифаќаме. Ние ќе ги прифатиме. Знаете на каков начин ова се однесува, како што ни фрла амандмани во собрание, кога сакавме да спречиме филибастерингот да се укине, како што тие ги поставуваат политичките преседани, ние нема да бегаме од да ги користиме, затоа што единствените преседани кои нас не ни интересираат да ги следиме се противправните нивни преседани, тоест криминалните преседани таму каде што тие се најдобри и каде што воопшто немаме намера да се тркаме со нив. Затоа е битно да се збори за Скопје, затоа што Скопје меѓу другото е жртва на страшен криминал. И ние живееме генерално многу лошо, затоа што политичарите кои ќе се најдат на вашите гласачки ливчиња во октомври се луѓето кои сакаат да живееме вака. Затоа што тоа одговара на нивните спонзори и на луѓето кои ги хранат нивните партии. И бевте дел од Советот на град Скопје, ако не се лажам, така? И бевте вклучен во работата на оваа постава сега што е на власт, нели? Вклучително и со актуелната градоначалничка, ве обвинува за дека сте во коалиција практично со незе. А од друга страна велите има страшен криминал. Кој го прави криминалот? Значи пред се кој не обвинува дека сме во коалиција? Па не обвинува една партија. Една конкретна партија која е на власт 4 години на локално ниво во Република Македонија, една конкретна партија која кандидираше Данела Арсовска и една конкретна партија која откако се скара со Данела Арсовска го стави Скопје под заложништво. И ајде сега да се осврнеме на тоа, советниците, ајде во оваа прилика да не одиме со имиња, за некоја друга прилика ќе ги оставиме имињата, во тој состав со мене заедно кои го блокираа градот, кои не дозволуваа да се набават нови автобуси, лидерот на таа партија ги награди со следните позиции. Тројца пратеници, сегашни, еден министер, двајца заменици министри, директори на јавни институции и шеф на кабинетот на премиерот. Значи тоа е поставата која го блокираше градот 3 години и беше наградена, затоа што тоа е
се сврзува на тоа што само што го кажав претходно, дека ние живееме лошо затоа што некому ова и тоа како одговара. Тие советници на кои им беше доверен мандат од граѓаните на град Скопје, тие советници го блокира советот кој треба да ги решава проблемите на граѓаните на град Скопје. И сега да заокружиме за коалицирањето. Мислам дека е вон разумот да се коментира за нешто такво, ако ние заедно со градоначалничката на 20 и нешто седници сме повикувале да се набават автобуси. Тоа ли е коалицирање? Тоа ли е коалицирање? Затоа што да излеземе на референдум во Скопје дали Скопјани сакаат нови автобуси, тоа ли ќе биде коалиција и некој заговор против ВМРО ДПМН? Нас не ни интересира заговорите кои ги пласира ВМРО ДПМН дека сите и се што е против нив, ние ја тераме нашата приказна. Затоа што нас ни интересира град Скопје и да се ослободи од криминалните шеми кои ги имаат поставено партиите кои слугуваат на економските елити. Предпоставка дека доколку победите ќе се ослободите од криминалните шеми и како вие би го решиле сообраќајниот метеж во градот, проблемот со јавниот превоз, нели, дали само автобусите се решение, со загадувањето, нели, тоа се работи кои се легитимни да се прашаат еден. Не да се легитимни, тоа се главните работи кои треба да се прашуваат и мислам дека во сите наредни прилики кои ќе ги имаме за да разговараме во оваа кампања, мисламе дека треба на тоа да се осврнеме. Затоа што муабетите дали и кој бил со Даниела Арсовска во коалиција, тоа треба да остане зад нас и треба да зборуваме за проблемите на град Скопје, тоест од дебатата од која ќе бегаат моите против кандидати кои знаат само да дебатираат за политичка интрига и политички секојдневни теми. Тоа нас што ни интересира се клучни неколку работи од која јавниот превоз пред се. Зошто? Затоа што ајде да почнеме од една најбазична логика во која верува секој скопјанец. Скопје не може да издржи волку автомобили. Тоа е таа познатата скопска констатација. Се извинувам? Не може да има толку автомобили, ако добро... Не. Скопје не може да издржи волкав сообраќај на автомобили. Едноставно немаме инфраструктура прикладна која може да го поднесе бројот на автомобили. Луѓето се возат со автомобили во недостиг на функционален јавен превоз. Значи, тоа е факт. Таму каде што функционира јавниот превоз, таму нема потреба од толку автомобили. Одиме на втората работа. Сега е 2025. Дали вие здраворазумно можете да заклучите дека ние не можеме да тргнеме во насока во решавање на јавниот превоз? Тоа се некои прашања кои градови ги решавале пред 150 години. Јас верувам, уверен сум дека во Скопје, скопската администрација со конкретна политичка волја може да го реши проблемот со јавниот превоз. Значи, ние треба пред се, и имаме и концепт како тоа да го направиме. Ние сакаме во следниот мандат да тргнеме во насока направење на Скопје на град во кој нема да има потреба да се возиш со автомобил. Затоа што моментално тоа е спротивно. Значи сакаме да Сега нема шанси да не се возите со автомобил. Не викам јас да, значи да не ти е толку насочно потребно едноставно да знаеш дека имаш осигуран ефективен јавен превоз кој може да те донесе таму каде што сакаш да одиш и да имаш инклинација да се возиш во јавен превоз затоа што е поефикасно просто. Тоа е целата логика. И како ќе го направиме тоа? Пред се автобуските линии кои моментално го обслужуваат градот се анахрони. Тие се од пред многу децении и не одговараат веќе на логиката на економската активност и институционалната поставеност на работите во градот, географски ако гледаме и плюс населението каде се наоѓа. Значи ние сакаме да ја реобмислиме логиката на автобуските мрежи кои го покриваат град Скопје во однос на неколку точки од кои ќе обслужуваат тие автобуси, кога ќе дојде време за програмата, тој ќе го презентираме. Понатаму, со такво реобмислување, ние сметаме дека моментално се потребни помал број автобуси него што Скопје има моментално, само тие треба да бидат нови и треба да бидат модерни за нашите граѓани достоинствено да се возат во јавен превоз, а не во стари автобуси кои се дури опасност по нивната сигурност. Тоа е едната страна. Втората страна на работите алтернативен превоз кој ќе го понудиме за кој што зборуваме од 2022, а тоа е превоз кој ќе вклучи
и постоечка железничка инфраструктура, тоа што го зборуваше и министерот за транспорт, дури нас и не радува ако имаат намера такво нешто да прават, затоа што се поклопува со градски воз, нешто така беше. Една од работите која ние не сметаме дека е лоша, дури од 2022 ние зборувавме за таа работа во Советот и на крај сакам да заклучам со самото предпријатие. Затоа што самото предпријатие моментално се гледа како банкомат картичка на локалните власти кога станува збор за град Скопје. Една од многу проблематичните работи со ЈСП е тоа што тој во статутот има можност да функционира како маркетинг агенција. Што значи тоа? Дека тој може да стопанисува со рекламниот простор кој го има. Тоа е рекламниот простор на постојките на ЈСП или па на самите автобуси. А ако размислиме дека тоа се подвижни реклами кои се движат, например, на оската Ново Лисиче Ѓорче Петров, тоа е неверојатно атрактивен рекламен простор. И моментално ЈСП не стопанисува со тој свој рекламен простор, туку со него стопанисува Маратон, уште од времето кога Јанушев, тоа е маркетинг агенција, аутсорсната маркетинг агенција, затоа што во Македонија тоа е подценување на луѓето кои работат во тие предпријатија. Значи, тоа е подценување се правиме како да никој кој работи во градски и државни институции, дека едноставно никој не е способен и кадарен да ги работи работите кои му се потребни на предпријатието и затоа директорите, генералните секретари секогаш изноѓаат потреба тие услуги да бидат аутсорснати на фирми кои се блиски до нив. И така се кочи самото предпријатие. Ние сметаме дека треба да се стави крај на раситнувањето на услугите кои може да ги генерираат предпријатијата кои се во ингеренции на град Скопје. Не ми кажете се ништо за загадувањето. За загадувањето? Бидејќи еве сега октомври, ноември веќе тоа ќе биде главна вест. Скопје меѓу 5 најзагадени апсолутно, како нема да биде, така е. Така ќе биде, да. Значи, ние во изминатите 4 години во Советот на град Скопје имавме доста работи кои заедно и со други советнички групи во преговори, во долг процес сме доаѓале и до консензус за да гласаме некои иницијативи за спречување, тоест намалување на ефектите од аерозагадувањето. Значи имаше, ако ќе се сетите пред година и пол дена, еден момент кога Советот изгласа мерки за намалување на ефектите од аерозагадувањето и градоначалничката ги поништи без никакви ингеренции да ги поништи одлуките кои ги донесе Советот. Така ги поништи. Тогаш ние, затоа што сме во коалиција со неа очигледно, ние тогаш настапивме многу жустро против тоа. И тогаш што сврнавме на некои работи кои сметам дека и за нас како кампањски тим мораме да бидеме свесни за нив. Независно што голем дел од ингеренциите на механизмите кои можат да се искористат против аерозагадувањето со во рацете на државната власт и на Министерството за животна средина, ние не можеме да бидеме слепи на фактот дека граѓаните на град Скопје го посочуваат прстот на град Скопје. Значи непосредно. Ние како скопјани се чувствуваме дека нашата локална заедница мора нешто да направи. Повеќе работа може да се заврши во министерствата, односно апсолутно. Значи тоа е жива вистина. Таму се главните државни инспекции со како се викаат, со лиценци за постапување кај индустријски загадувачи и такви некои поделикатни дејности. Значи тоа е така, но во однос на градската администрација мора нешто да се направи. Зашто точно ќе се направи е рано да зборуваме, затоа што треба да дојде, уште не сме ни во септември. Се надевам дека ќе имаме прилики да зборуваме за конкретни работи, ама сакам да посочам, мора да се тргне во некоја насока и, например, една од насоките каде што може да се тргне е да зборуваме за каде се моментално, например, поставени мерните станици на град Скопје. Мерните станици на град Скопје моментално се поставени генерално во предели каде што има дури мерни станици во зелени појаси, кај домакинства, каде што мерат од домакинства и од собраќај учество во загадување, реално не од фабрики. Апсолутно. И реално кога ќе дојдат овде да интерпретираат, и јас ќе посочам мои 2 против кандидати со сета почит кон нив, го изустија тоа дека загадувањето доаѓа од домакинствата
примарно, значи, таа методологија се заснива на мерни станици кои се кај куките и кај зградите. Нормално дека таму ќе имаме информации, кај индустриските капацитети нема мерни станици. Добро, ајде последното прашање, онакво партиско, на последните избори, оние парламентарните, мислам дека стигнавте близко до 100.000 гласа, мислам дека не освоивте 100.000 гласа, но бевте близко. 69.000 гласа. Не, тоа беше за председателски, мислам. За парламентарни 69. Така, значи далеко повод. Да. Сега што очекувате? Сега очекуваме зголемување. Да, сега очекуваме зголемување. Јас нема да коментирам за гласови, искрено не е интересно да се коментира за гласови, се надеваме дека ќе се зголеми. Тоа што сакам јас да го пратам како порака моментално е дека ние во следните 2 месеци, независно каков ќе биде резултатот, сакаме да создадеме атмосфера каде што можеме во една заедничка платформа која е поголема и од нас како левица. Сакаме да создадеме платформа на јавен интерес, затоа што 4 години во Советот и во град Скопје навистина се боревме за јавниот интерес, тоа ни беше главната вредност. Секогаш кога настапувавме за било кое прашање, одевме од точката јавен интерес наспроти приватен, поединечен, личен интерес на некои елементи во нашето општество. И сакаме да пружиме таква платформа. Сите добронамерни луѓе ги повикуваме да се приклучат. Културни работници, инженери, експерти во својата фела, волонтери, за да создадеме движење кое ќе биде засновано на нашата љубов за град Скопје и на една антикорупцијска замисла за ослободување на град Скопје од спрегите на урбаната мафија, на бизнис картелите, на политичко тендер шемите. Значи, ние сакаме град Скопје да го ослободиме од ова што ни е реалност 35 години. Јас сум роден 96-та, точно на првите локални избори во Република Македонија. Јас веќе не сакам да живеам во вакви услови, а мислам дека и тоа многу граѓани го делат. Како став, така да се надевам дека ќе успееме да создадеме нешто што ќе им парира на големото дуо. На 96-та година на првите локални избори, јас прв пат имав право да гласам. Символично. Да, символично. Амар Мециновиќ, по толку многу години, се надам дека свеста малку пораснала и дека, ако ништо друго, барем ќе имаме фер и демократски избори кои што ќе дадат шанса да победи најдобриот. Благодарам за овој интервју. Ви благодарам вам многу. Почитувани гледачи, и на вас ви благодарам, пријатно.